кажа, јас сум сега да кажем и успешен фитнес тренер, и свој бизнис имам и све. Што да кажам, јас сум бил келнер некад. Да. И работаја сам. И најубаво. Јас сам работаја. Најубаво и тоа е било. Значи, ти ако имаш генетика да бидеш врво 2 метра, ќе растеш, брате, што сакаш, да. Значи, ја на мои 13 години сам бил, може да кажам, 1,60 м, 1,70 м. Метар 60, метар 70. Еве, 13 години, 14 години пуно како вежбам, јас сум 1,75 м. Ау, брат, па јас сум полицаец, бе, брат, полека мал. Добре дошли уште едно издање на Шанк. И по толку размислување кој што како да биде гости, по предлози од наши гледачи, слушачи на радио што не слуша ви онако е. Треба да удариме малце на спорт. И сега, на какав спорт у Куманово, свак збор е двосмислен, спорт овакав или онакав. Мој вечерашен гост е Марио Джангал. Марио, добре доше. Добре, те најдов. Марио е собственик на джим. Да, Jungle Gym. Jungle Gym. Истовремено и фитнес тренер, собственик, да кажеме, на теретано и контент креатор на исто двата профила што ги исто држу. Браво, браво. Кажи ми, како тешко ли е да се убедив луѓе малце да дојдат да се размрдав? Па не е тешко да ти кажам. Иако ми си знаеме што е здрава храна и нездрава и си знаеме да вежбаме, али тие навики да ги смениме од корен, тоа е. Нема шанс. Не може. Како на ној видео, брат. Нема време. Нема време, има време на пример да напише лишче у кладилници, има време да ти изкочи негде. Неш како на да ги анализира комшија кој што прави. Бо брат, може тоа едно вид спорт и куде нас. Па така. Дзикање од прозор. Тоа ваѓа како се рачуна како развивање на грб или помало разгивање, јутрено разгивање. Како што знам, ти си бивш војник, припадник, да. Припадник на Арама. Специјална единица, да. Специјална единица. Подобранци. Тоа не е баш толку лако. Не. А што сум се ни ја нададе? Ја мислеше дека дека беше таму, брат? Скоро 6 години. Скоро 6 години. Да, 6 години таму започнав моју кариера, да кажеме. Прва работа одма све. Пред тоа сум исто работај како келнер и сум поносен на себе што сум се тоа прошија. Кад спомна, извини, мора да те прекинувам. Ај, си помолички. Значи, со време не се те подсетија, добро. Брат, повржа се некако му обед. Ланчо на ланчо. И јас сум работај кој крушку, кафе. Искал добро, сигурно. Не, брат, мора. Пошто ќе ме кара Никола Олпа, сигурно после. Брат, да го наздравим. Да го наздравим. Како го? Еби ga, добре доше. Добре те ради. Да продолжиме куде што застанамо пред да направиме живини. И таму не беше лако 100%. Не. Значи ја прво кариера моја започна исто како келнер, после се бидна запосли се у армију, таму скоро 6 години, а фитнес тренер бидна измеѓу док беше у специјална единицу, како само од себе некако си дојде и само корона си ги донесе некои своји работи. Јас сам мислел дека може и меѓу едини човек, луѓе да кажеме, што би кажаа дека ја на корона би удигнаа споменик, зашто да не е била корона, ја може да не би ни бие денеска фитнес тренер. Буквално затоа што тај корона некако споиме дома, да размислуваш повише, како да пробаш да се грабаш, да најдеш нешто, да, пошто едноставно не можеш ни у армија, ми не иде смо цело време редовно, пошто корона, да не се заразимо. Едноставно само од себе ти тражи, вежбаш дома и анализираш ги работи и дојде ситуација да реши да заврши на курс, значи курс за фитнес тренера, да биде сертифициран, што тоа е един од нас кој што е признаено, кој што може да ти ги отвори врата на за дале. Да, за дале. Дале од дека или негде на Европа, на запад не е битно. Тоа е меѓународно признаен сертификат. Да, над 90 држави, што е тоа е доста битно, него ли да е само Македонија. Да, и што го завршите курс, односно сертификат, одма ја пред да го завршите сертификат, јас сам знаех дека имам данък, пошто ја пред да бидов фитнес тренер, сам пија, иска чаја, значи све што може на нормален човек да направи до сам. Млад човек да направи. Од 18 до 20 години, 21 години, тоа искачање, дојдеш сабали у 4, у 6 и постанеш на работу, ти не знаеш фарма ќе да облечеш, а треба да идеш на работу.
Ама тоа е И работа. кога дека се разбудиш, мораш да... Тоа е одма. Идеш и јутро разгибавање на работа трчиш, тоа е алкохол од Ама идеја си со све тој, дека и покрај те алкохол и све ти можеш многу повише, дека што може да си размислувај претходно. Све у глава. Да. Најлоко е да земеш да кажеш и нема да дојде на работа, не може денеска тешко ми, ама кад пробаш и кад се потрудиш ќе видиш дека можеш, иако е најтешко. Значи најтешко е. И после тој што сега поминае тага, што викаш ти, тој тешко, сватиш, па чека бе, може многу повише. Да, увек е така, или кој ти кажу проблем е што кога наш најлесно е да се откажеш. Најлесно е. Тој сакаш и да ти кажу некако млади свака час за исклучици, ја и претходно ga примаме пред да почне емисија, дека поддржувај млади луѓе што се решив на некој друг корак од онај нешто монотоно или онај комфортна зона, да искочи дека еве денеска тој ми е морам Наши луѓе го прифатив реалност моментално кој што го живеев, они не сакав да ви пробав да себе или не било сакав да искочи во комфортна зона, он мисли дека Господ ги дае тој шанс и тоа. Сори, они не се свесни Господ коју прилику, коју награду ги дае, само што они не може да го најдат. Господ, најголема награда што ти го дава Бог е што си жив и здрав и имаш живот. Значи, он не може да ти биде креатор на твој живот. Точно. Значи, ти Може нека да помогну све, али тако е, значи може он да те држи. Да, знаеш, он е видно, мојот га има века и да почне да ми паре. Не бе, он не може џак паре да ти даде. Он ти дава шансе да стигнеш ти до тие пари, ако се ги заслужија Тоа ми нормално. се исто мене решавало тие путеви, каде што јас сум доста голем верник, значи се иси до црква и се молу све, сега може ја не посту, ја не поддржувам пост, не викам не, ја посту некад, може не го поддржувам ради од здрав начин на исхрана, али и текако кој си пости, сака час, само напред. Али сакам да кажу дека Господ ми текако помогнае, ми сака да не бие Господ, не би бија ни ја фитнес тренер, не би била ни теретана, не би постојал ништо, пошто ја увек викам, ја кад отвору заедно сме отвориле, пошто он е тој до мене што ме штити, ме брани од лоши луѓе, чуваме, помагаме, отвараме ги путишта. Ја го одлучувам тој пут дали ќе го дали ќе го бирам. Па сам ја тој, сваѓаш и креатор на свој ти си решаваш на крај, а он ти даде овек два пут. Он никад нема ти даде еден пут. Не. Не се ги даде пут, или го бираш ѓавола, или го бираш njega, така да, а ти не знаеш кој е. Треба да идеш на осет. И ја у милион ситуација сам кажа, све само Господ да не дигне руки од мене. Значи, луѓе викав, зашто ми правиш овој Боже, ова е казна. Не, тој ти мислиш дека е казна. Значи, тој тебе у тој момент тако изгледа. Вика, зашто ме праќаш по немирно море и вика да ме тепа в бранови. Вика, тој мислиш ти дека е тако, вика, твој непријател не знае да плива. Апсолутно. Значи, првична слика што изгледа дека е лошо, ствари не е лошо. И мене ми е тој, пак ја кажам, мерак и стварно поддржувај прво млади луѓе што стварно се решавав да искочи од тој комфортна зона и да покажа како пример за други млади луѓе дека луѓе тај работа не ти е дадена у наследство. Значи, покрај тој можеш и јас со мој работа може сега да бидам пасиван, да седам добро, денес ми завршила смена и крај. 8 до 4, Чао, пријател. Ама ја гледам дека може многу повише. Зашто? Еве, на пример, да испромовирам млади луѓе дека можев сами нешто да направи, дека може многу повише него што замислував. Затоа ми и цил на овој емисија. Покрај тоа што ќе се шалиме и ќе се смееме, дека да бидеме малце општествено корисни и да доведеме луѓе во емисија с пример, свој пример, да покажем како се све тоа завршува. Точно. У момент кога ти прекрши дека сакаш овој да бидеш. Пресече да кажеш за корона. Да, како има еден вид, знаеш, като тише човек у продавница за спортско опрему и вика, теко 200 кила имате ли? И ја вика, немамо. Добро, сак ми билдери, што да правиме? Добро. Многу некои се измешаван, да не кажу некои работе, што ви млади го исправljate, сега и свакави час капа до под за тој, дека тој су спортови, дека бодибилдинг, фитнес центар, джим, дека се су тој различити правци и дека имаш, нели, за да се дефинираш, за да спортуеш како бодибилдинг и едноставно да се одржуваш како што треба. Да, ама денеска многу почнасва, пошто превише социјални мрежи, многу луѓе почнасва да се делив и да ги делив си спортови. Да. Буквално, значи, не знам, теретана, бодибилдинг, фитнес. Исто е. Значи, кој ти кажу, ми денешна треба генерација да сме поносни што идев луѓе не у теретан, општо се бави с некој спорт. Знаеш, почнува да ги меша спортови, еве кросфит е боле од бодибилдинг, бодибилдинг е подобар, не знам, од стрит воркаут.
свак спорт е подобар него ли да седиш дома и не работиш ништо. И не работиш ништо. Значи ми тој момент кога гледам, али те како многу пошто денешна генерација, кога ќе погледнеш колку су и лењави, ништо не работив и седив, биде пред захвал, да ми каже некој, 13 години дете дали е добро да вежба. Абе нека иде, нека се врти од теретано, нека прави некои стомачни. Пази да не се повреди, не викам не. Нека иде нешто, нека работи, него ли дома седи си скриви од телефон. Крај на крај нека стекнува навику за здрав живот. Значи, ми у наше време сага од шипку и од оние конзерве од грашак праве смо тегови за да бидеш бетон напуниш. Да, бетон напуниш и сега една добро може 500 грама или 300 грама пол. Јас тој време. Ако сам ја подрум се вежбаше, 20 век сум мислел. Да, а у подрум се вежбаше, брат. Тоа па не е мало каде. Ама па сме имале волју. Сега некако гледаме еве и не е битно. Ако ми дома ми правија бетонски тие, завари ми две шипки и право сгибој горе. Тоа е теретано, не ме да вајди до теретано. Сега ти ги тераш што теретано не ќе диде. Тоа не ме да вајди. Сега свеќе на тој сакаше да каже свеќе на дофат. Сега на дофат, сега обратно, сега некако порано. У Кумано беше Виктор, Шкац и не знам еш две теретане, три максимум, не беше драп, тие со драп, не беше домашна атмосфера. Тие, old school. Да, old school беше, тоа е брат, значи и покрај тој ми пасо имале волју, ја имам еве, овој годину 45 години ќе напунам, ја и дале прави 50 склеки, 50 стомачи. Можда не може да трчи пошто имам проблем со колено, меѓутоа движење ми е да. И сега нормално треба да си води в луѓе ред. Некако што поддржавате млади, не ги навредуј, не ги прозивам, него некако како да су лењи, брат. Дали негде ми е сам исправено тој прават што го мислам дека малце како да су лењи. За денешна генерација. Да, за денеш еве 2000-то на. Па многу, тоа викам многу овај генерација понова да кажеме од 2000-та, 2001 нагоре да не збору, али да кажеме од 2000, 2001, втора па нагоре, тоа е све ради социјални мрежи. Значи највише социјални мрежи, тоа време кога сум ја исто, не сум имаја социјални мрежи, ми сме играле бре Red Alert, повржемо се на Skype, зборимо, играмо и тоа не било актуелно. Сега искачаш надвор, играш стратешко, играш, не знам, серву, тој си играл, играш магарица, джамија, кисело млеко, тој ластико си играеш, тоа е женски игра, ми сме играле. У наше време имаше што да играш, тој можеш се на онлайн да го правиш. Не подлежимо на закон, пошто се многу години прошле. Кад се правеше Октомврска револуција, ми краде смо греде и оние таблет босанке, обруч се вареше, кош се правеше куде мене, каше печатницу позади. Значи, а ту смо правиле ми, тако се развива. Краде смо морковине, мама човек, брат, трчање ли сакаш? Не кросфит, брат. Тој што ти е, брате? Калавешница е проде прочка, се калавешница, се калавешницу никој не рипа, пред тоа време ви крадемо гуме. Да си ме живи здрав, да. Крадемо бале, зимамо ги, само да имаш куде да рипаш. Ама брат, некоја занимација било стари луѓе како су знале да не упутив. Без разлика, може живот, сега некако тој живот се све некако сведе на социјални мрежи и се све изгуби. Ја не може да објаснам, ја не може да извини што прекинај, не може да објаснам на мој ќерку дека ми сме биле 30 души мушки, 30 души женски друштво. И дека беше закон, ја доби бинго 98 година 18.000 марке. Бре. Прво што го купимо, брат, систем со 5 CD-а. Први у Култ доле у гарнизон. Да, тој се зема систем. Сви журке могуќи се прави со такое. Ќерка моја вика, ми не можеме да се собереме 3 другачки сега. Не може. Значи, куде ќе идемо, па што ќе правиме, поморали таму, да идемо, па зашто не можеш више да најдеш НЗС више. Брат, ми с фиксан телефон с двојника, значи двојник и фиксан телефон, па смо се организирале. Нема шанс. Не можеш. Се ти се тепаш пишувајќи смајли на праќа. Па тој куде што ти е джангл, тој е стар ФЗЦ. Да, тој. Јас сум мајка ми денес ке седи карши евро колеше. Да, тој сме играле кисело млеко на Темермер тој, брат. Да. И смо се движили. И денеска е мермер. Да. Сега се го покрија да се гледа. Иначе многу јако. Има ли куде тебе чланови, програма некоја, правиш некои шеме за исхрану, например, пошто еве сакамо да ги запознаеме луѓе од Куманово дека има луѓе што се бави со таква нешта? Да, апсолутно, значи ми правиме и изработуваме, значи план исхрану, план тренинг комплетно, имам пози себе 900 трансформација, кој што ја ако имам свој теретано или тај теретана не би дошла да не е благодарение на мој народ, кој што односно ја ги служам на тие луѓе, помагам ги, минем ги животи,
добивам узврат, односно мене ме плаќав за тоа што ги менјам ние животи и дошло е време да ја отворам теретану. Ја тој теретану не сам го отворија нити од армију, нити од мој доброволје. Тој сакаше да каже прека, сигурно не работа. Таа е напорно, јас сум работеа по 15 сат. Од 8 до 4 свак ден у 6 стануваше, правеше кардио, иду на работа од 8 до 4, 4 бол дома да ваѓам, 5 ја иду у теретану, морам сум с клиенти. Дали јас сакам или неќу, никој не прашува. Јас сум тој 3 години сам ринтај цело време за теретану. Јас ми мај да си дозволил луксузот да искачам и авто да возам од 3-4 евра. Не, викам ќе ги чунам тие пари да се отвори теретану. Сега сакам да ги реинвестирам, не сакам да ги дадам на И кажи брат колку убаво кад знаеш дека не правиш нешто добро, брат. Кад знаеш кад го видиш тога човека, се гледаш многу далеко и cilj кад го имаш, до таму кад стигнеш не си свесен како го стигнеш. Кад стигнеш, кад се завртеш позади тек сватиш све што си постигнаа. А до тога некако не си свесен, вали дека работиш у дубинци. Нека приметуваш како работиш, ти не размислуваш пошта еве тие 15 сата кога сам работеа сум плюс био припремен. Ти можеш да замислиш армија, кој што има и стража и алпинизам, и вежбе чудо, кој што таму плюс клиенти сам држаа и јас сам решил од нигде чекај се спремам за надпревар. Молим, кој се спрема за надпревар. Да, мене се очекува дека још толку потешко ќе ми биде. Тоа што се мај јас сам станував 5 савајле да правам кардио сат и пол се има кардио савајле и кога ќе завршу 10 сат највеќе још сат време си мај кардио. И сум морал с девојку под руки и на кардио се ги време. Знаеш, тој те одржава на пример и јас со свој што го работу, не сам приметуваеш што викаш затоа зашто не си научен. Ајде, не мора да си популарен, не е виден меѓу луѓе, не си научен. Ама знаеш како проваѓа време, малце кога те сретне дали на касу, дали на улицу, дечиња да се сликаме у Соклану, прошли пат и да се сликам, тоа е за мене многу поише. Да. И многу било кога на улица сретнав Jungle, Марио фитнес тренер. Порано сме си викале као фитнес тренер, сме здале као фитнес тренер и у Куманово и надвор од Куманово, значи буквално у Скопје сме доста луѓе препознали, у Охрид што ми доста мило. Ја иду преко работа у Охрид, спремаше се за надпревар и кидеш траеше теретану, него предложива ми и јавно кој заврши си тренинг, луѓе му обијат рандом и викате знам тебе вика. Да. Викам добро, како? Коде? Да, вика ти си Марио фитнес тренер, ја те следов, вика опасно исто. Значи, знаеш, те 3 збора мене мисла ка срце да. Еј, човек од Охрид, знаеш, никад не би се надаја на тако нешто што тој ми нешто што ми га буквално и што кога те гура, кога веќе дава ти кураж још повише да. Ја ти викам нешто колку интересно и убаво или кога ќе слушаш некој позадину шепка, еј, бега човек. Значи ја сега све исто, сега само сум на Jungle променет. Увек тротинечи си га возу сега цело време електрично. Исто брат, ја исто. И само се кога ќе викнат дечи или некој подој. Jungle. Ама и кога јас викам тоа и многу е убаво. Исто е на пример кога мене не се сменија. Еве дај да не кажу 15 години сум некој јавен простор, ја не сам се сменија, дури луѓе викам зафркавам се. Еве на пример тако и кога мене каши има маркети, на касу чекам и вика извини фацата ми е некако позната, викам девојче, овај фаца е ружна една, нема друга. Одеш мило ти тоа затоа што луѓе те гледам вицеви ги кажеш, ама има брати и негативци као и свогд. А многу ми е мило кога луѓе го истакне своја интеракција и кога ти покаже дека ги е драго што сте виделе, што ги е мило, а још по-побока ми каже дека сака се слика с мене. Па мисля дека мене ми е помило него njega. Да. Исто ја прифаќам без разлика дали сум расположен, дали моментално ми е катастрофа ден. Много се запрошуваа, викам, дали луѓе ме знае во Куманово. Иако имам 18.000 фоловерси. И ти каже кој Скопје те знае. И викам, знаеш, првшо маркет, кам здраво, чао. Викам, луѓето гледаат како промо е си, брат. Има брат негативци, тоа се енергетски вампири. Да, тоа е намерно и над неги да дали ти се десило некој, да не ги навредам, а некој такој тип или типка некој да ти дојде куде што е Кумановци смо познати по метап играње, да ти до теретану само за да се зафркава. Мисля дека има сигурно некој што е точен, демек само сир да гледа. Муабет да си прави. Значи имаше едно дешавку у Куманово у Скопје. До теретану имаше га дечко, значи он доваѓа и со сите прави, брат, колку креваш тука? Што е, како е? Добро. И еве ја некој 5-6 години. А никој не го прашува, никој не го прашува. Он доваѓа да ти заправиме штипката. Колку време вежбаш? Да се менјаме, да се најде умовет, значи тој му е тој. Надпревар идеш, спремаш се нешто. Да, 2 надпревари ги заврши. Браво.
Еден зима прво место, на второ зима второ место и сега се реши на трет надпрво да иду, заедно с исто с девојка ми да имаме на трет надпрво и те се веќе спрема годину и 4 месеца. Имаме доста дугачок процес и доста многу одрекнување, што и реално ја не очекуваше дека толку. Сак почнува веќе да ми се смучува да ти е тешко, тоа што кога се доближува крај се ти потешко и потешко, што е нормално, али спремаме се за тоа балканско. Идемо одма директно на балканско, прво со квалификација. Куде се доживе во Македонија или? Не, у Истанбул ќе биде. Да, пошто има се ждрепко, мислам дека се влечев, не сум толку околу тоа едуциран, мислам дека се ждрепко влече, свако година е различно. Кој нас беше пред 2 или 3 години, се лажу, така се погоди ждрепко, мислам прв пат или втор пат кога нас у Македонија. Иначе ово кој претходно свако држава, кој зависи каде се падне ждрепко, овој пат мислам дека прв пат се пада у Истанбул. Пошто мислам дека многу години не се паднало и ова ќе биде интересно. Потоа за мене што никад не сум отишел на Балканско, преку федерација идемо, здраве Боже, прво треба да го пројдеме квалификација, што имаме квалификација од Скопје од затворен карактер, да ги пројдеме се. Брат, извини, ова не е баш тако како што гледаме на телевизор. Има си некоја Исто, ама не исто. Предходница си има добра, значи организација, припрема, класификација. Тренера си имаме, ако сам и ја тренер, и ја имам мојega тренера кој што ме спрема мене. Како што мој клиент имав тренера, тако имам ја тренера. Тоа што знаеш, манеш едну мислу, не мислиш, вери, ја немам потребу ја да мислам на мене, на моје тело, ја мислам на мои клиенти, а на мене ќе мисли мој тренер. И си ја платиш за он да мисли на тебе. Ја не дека не можу. Никад нема исто тебе да те гледа некој како ти од профилка ќе ти види некоја страна и ти кад се гледаш. Пошто uvek имаш нели малку паднеш на мотивација, на пуна работа, паднеш од аспект на нели на здрав начин на живот кој што не можеш и нели стресови и до старото вика себе мајко па морали. Ама општо моменти има кога треба те гурне, да, општо имаш смртни случаи кога што паднеш, тој те тренер што треба да те издигне те гора. Секој мене ситуација, па сам ја те сам, он е онлайн кој што ми дава на мене програму само и терам ја. Докуде мене мој принцип со персонални тренинзи, цело време ја ги гурам, пошто с мене лично еден на еден да работиме заедно у теретану и веќе му дати не си му само тренер. Луѓе гледав, викав многу тренери има у Македонија, нека има. Боле тренери да има, викам него ли да има уличари по улица, викам и пијаници, викам да. Зашто да не се промовира здрав живот? Нека има, знаеш, како има повеќе тренери, тој ќе има повеќе и клиенти. Знаеш, се стоиш го повеќе народ дека треба да вежба. Слушаш, ти ќе најдеш тројца другари, твој трој ќе најде тројца другари, освестуе се луѓе дека тоа беше следеće прашање. Дали има пример тим другари да доваѓам или еве еден предлог, не знам дали би ти могае нешто да направиш. Мислам дека би било интересно и не сам га видеа тој до сега нигде у Македонија, па ајде да не кажи на Балкан. Некоја промоција да биде, на пример, некоја организација, фирма да ти дојде. На пример, има 10 вработени, решаваме дека ќе почнеме да идеме сви 10 души заедно. Дали има тој може да се фирма да ги плаќа или не да се организира они 10 души како нели тим билдинг што го прави да доваѓа куде тебе. Мислам дека тој сакаш да кажеш како да фирма да ги организира. Или на пример јас сум шеф и викам 5 души сме, дожајќи идеме каде Марио Джангал да почнеме да вежбаме. Дали ти се десило, има ли такво нешто? Веќе имам 2 договори исклучено, еден е с Дрекстер Мајер, мислам дека се. Да, такој доваѓа мислам. Дрекстер Мајер и втор е Хромбек Шуберг. Тоа се две огромни големи фабрики, кои што ми сме едина теретана у Куманово, кој што има исклучено с нив договор. С Хромбек Шуберг веќе исклучен договор, кој што njini членови имав одредени бенефити кај нас теретана што може да ги искористив. Мене ми е драго, многу мило што сакам да ги искористив, пошто ипак тие се луѓе измучени, работев на линија, работев на многу тешки физикали, кои што треба да ги наградиш и треба да ги дадеш, и ми е баш мило. Сега исто склучуваме договори с Дрекстер Мајер. С нима сум треба да се видиме да подпишеме, што исто е она гигантска фирма, што мислам ќе биде доста добро. Има и други помали фирми што се, али ово сега да кажеме ние од помали. Ја мислам дека можеме ми да се договориме и ми од мој бранш, пошто има деца што стварно сакаат да вежбаат и од куде нас од полиција. Да. Па можеме да се договориме за некои со работи. Да, ИПА, да. Текневи. Знаеш, има и куде нас деца, значи како свако работа, ти си осетија не малце него 6 години државна работа, дека нели свако жито има куколј. Да. Ама еве години еве без разлика почнувајќи од моја генерација од самостојање на Македонија, некако изгуби се на осет. Ми на пример ја кога сам почнав, ми има еден пат неделно, мислам дека петак беше од 10 до 2,
можеш да се јавиш на физички подготовки у спортско сала. Да, има и ти ден денес ги. Денес значи- кој нас у Педобранци имаш, Ако денес га нема полиција. Еден пут у 2 недели има смо дали пливање има смо мислам у Скопје. Некој денес нема. Пливање на пут у 2 недели. Нас не ни кажува, тоа не мора сам да ги истражиш и да видиш дека тој го има. Ми порано имавме инспектора по спорт у Куманово, значи инспектора по спорт у Куманово малте не имаше началничко место. И ми смо ишле, значи јас сам га затекја тој време да не кажу куде што 4 мораш да се јавиш. Ако не се јавиш на еден пут дисциплинска. Значи, да се и колеги полицајци по Пошоли ти дава, ти дава слободен ден, него тој ти е работа ти е тоа. Значи тој ти е условна работа. Што е тоа? На пример, еве се ја куде што сам таму, се враќа еден добар период куде што имamo физички подготовки, физички проверки, значи обавезно е пут у неделју, едну неделју у месец имамо обуки. Бро. Што е тоа многу добра работа, затоа зашто едно 10 години тој како да се забрави малце и сега па се враќа едну годину, веќе се враќа тој да биде како што треба. Па да, мене е малку проблем тој баш едино што ми се свиѓа у армија измеѓу полиција, тоа што у армија пример имаш сваку годину проверки, физички проверки. Овамо каде што за мене имамо 2 пати у година. Ви имате у 2 мај и пати октомври. што се вали у тој специјален у интернетна полиција. Обични полицајци немав. Немав. Нема. Порано Тоа имаше. мене криво. Порано А ти имаше. обични полицајци погледни, свак втори е дебел. Да бидеме реални. Да, реално, ама Уз фактот дужно е. поштовање. Ама не далекото и ја Треба да бидеме ако свесни, сваѓаш и пак таа униформа треба да стои. Никој не кажа ти да бидеш, не знам, атлетичар или да летиш. Што ти кажеш понапред да идеш, ама да пробав да имав сваку година на пут физички проверки, многу ги се смени и начин живот. Ти да сек да појде лопов да ти не можеш да фатиш. Ма што ти е 50 метри толку не може Не може да ти ги стрчи душа ги ти ба. Ама јас сам реално малце глед 200% си управо, а проблемот е малце каде нас што многу луѓе се изотидева последни 6, 8, 9, Да, 10 многу ми е години. криво за тоа, многу ми е Многу криво. луѓе и здрави деца што може се да бидат добри полицајци, Амбициозни, паметни. амбициозни, се разочарава и напуштива полиција. И мислам дека туе е малце проблем затоа зашто секој има многу малце полицајци и многу имаш малце време за вежбање. Да не кажу си ангажиран 24 сата. Малте не. Како не? Друга армија 8 до 4 фриз. Да. Куде нас може да се деси да си ангажиран сабајле, на пример вечер до 11 и сабајле од 6 паси на работа. И не ги окривую, меѓутоа има простор. Види, тој не треба они да мислив. Да. Тој треба држава да си Да. смисли концепт по кој ќе се води. Ти не си ни дужен, нити па треба, не знам, да Не, брат, Марио, брат, има- Али имаш и полицајци па кои што вежба активно. Да, има Иде има во простор. теретану, така Твој ли? кум, да Така го да- поздравиме, Да, поздрав да, до ѓавола. Поздрав до ѓавола. Така е да тој сам ти кажу, све е па до човека. Држава може да ти помогне, не може да ти даде све, али може да може. Не, има простор. Може да даде попуст у теретану. Да, ама не, има простор куде што може да се најде време за како и ми так смо наоѓале, дури так беше полошо работно време. На 6 сата бесмо, 2 до 8, од 8 до 2 и ти си у турнус, немаш за приватен живот никакво време. Сега малце су ни смене 12, 24, па имаш простор да се извежбаш. Да не имаш слободно, малце имаш. Сега малце не падувањама до на почеток што го кажа, телефони, не како што треба, значи дури Многу брзо е све некако. Некако многу брзо иде. Ама мислам дека ќе се исправлja. Надам се, значи ја давам све од себе ти кажу, пошто мене ми е тој најмило кога ќе дојдоа млади деца, доаѓаат кога мене у теретану, тој ми е по више срце ми тој исполнува него кога ќе иду постари 40, 45, 50 години, иако и за нима сам исто. Тој ти мотивација кад може, нека се запрашаш кад може тој од 40, 50, зашто тој од 20 не може. Порано сме се радувале на тие луѓе од 40 години, кои што види од 40 лалдом и све, сега тој више нормално би на тој од 40, 45, 50 доаѓа теретану. А деца више да ти ги средуеш на деца од 20 години, што он треба тестостерон ме негов вазок, мислам нему е, поради само исрани начин на живот и телефон и зрачење. Тој сега кажам, нездраво се хранимо, сигурно. Па види, по тебе. Види, на улицата стопираш 10 луѓе, од 10 луѓе 9 ќе ти кажат што е здрава храна, што е нездрава храна. Значи проблем у навики. Да. Значи сите знаеме што е здрава храна, стек, ориз, јунешко месо, риба, кускус, риба. Тоа е, така ли? Тоа е едноставно. Е, сега ти си направиш некој оброк рецепт, тоа е веќе ствар до човека, али сви знаеме што е здрав. Тестелина лепа катастрофа. Сви знаеме дека рана треба да стане, сви знаеме дека кардио треба да се прави, све знаеме, цел концепт. Дека треба 10.000 корака да изодиме. Да. Ало проблем е навик. Ама знаеш што,
Кој ка старе, Да, да. Не, знаеш, не имаше еден клип, едно облаче, сакаше да трча, ма заоблачи се. Веќе кад смо туди ги спомнеме наши спонзори, комплекс Етно село Тимчевски, најснабдени маркети у Македонија и пошироко е Лида, Бањелук, све за ваши бање, туш кабине, тушеви, санитарија, све што си посакате, вафли и арликино. Тие се ни наши подржувачи и они прави здраво храна, брат. Да, вафли мора да ги поздравам, вафли, затоа што за нив се правија протеинско палачинко и многу добро, многу вајрал отиде видео, што ме е баш со они свиѓа ми се од нивна страна што они покрај токо и тренери у Македонија, Куманово што су, од братства, ја да ги биду како прв што ќе го изрекламира нивну палачинку, па и ајде да кажам може и така е била прва палачинка протеинска што е направена у Куманово. Збору како да продава, сваѓаш. Кој го пробува протеинско палачинко, Никола, брат? Дора, мисли. И Томски Дора. И су презадоволни. Зборо, јас сум го проверавал тоа видео пред 2-2,5 години. Тоа е било прв пат кога сум, значи, они не има сега смислен рецепт се, ама не ќе се да го пуштим, него требаш со човека кој ќе го Изпрезентира. Да, изпрезентира и тоа се деси да биду ја, што ми баш мило и баш се дечи што разговарав, вика брате предобро направено. Сега веќе кад смо куде спонзори, Етно село Тимчевски, имаш ваучер с едно преноќиште и доручек. Има храна преубава, така е да сигурно ќе најдете нешто. Овој после направено везно. Да се опушите, пошто они се исто подржувачи. Супер, Мислам, еве, да се надовржу на тебе, сви знаеме све, ама никој ништо не применува. Не презима. Да. Не може да ги објасниш на луѓе дека доволно еве пред да се почне овој, доволно е да се истргнеш, да се истегнеш кога ќе станеш сабале убаво или било што. Тело ќе биде многу заблагодарно. Него знаеш како, ако треба да стану у 6, ја на пример, што правам, на пример, јас сам од 6 на работа, ја од 10 до 5 стануви. Значи, убаво да се освестиш, да се размрдаш, да се... Постара генерација струја пола сат порано да испие кафе. Да. И ја и пола сат да ми се собере стаж, што сам ише за овие 25 години порано, јас сигурно имам 3 години стаж по пола сат, по 45 минута. Да, сигурно. Не, на работа сум 45 минута пред. Ако сум од 7, јас сум 6:25, 6:30 максимум јас сум на работа. Нема наша генерација ти или касни или минут га гледа да не ни дојде порано ни покасно. Си ми колеги што чекав, дојдев, па седи во авто да не се разберемо лошо, значи јас сум од младото генерација, не викам многу е битно со кога се дружи. Да, многу луѓе мисле дека многу ќе ми схейтат затоа што што он стар да не, ствари ја имам 26 години. Веќе требало 27. Јутре. Па вторник ќе биде. Ова нека среќено гешат сега. Да, 27 пуно и па да може да кажа дека сум јас сум фатија нешто и од старо генерација и сум фатија од младо, али сум повеќе ипак задржава старо пошто многу ми Нели малце поздрави навика су биле. Не дека сме биле најдобри. Значи имаше еден виц, еве и за нас да кажеме старо генерација, вика враќам се у 5 сат пијан дома и проваѓам покрај теретану и гледам ти можеш и оште, врати си спиеш 5 пива. Добре. Знаеш што, каде нас како да имаше малце поише волја, значи и покрај свите за фраканци што ги проваѓаме и по чарши и по све. Не мало избор. Да. Не мало избор, секој имаш превише избор. Секој имаш Дали малце презаситено тој брат, па за тој прави. Да, превише избор. Имаш ти денеска дете не ќе да иде у школа ако не имаш телефон. Буквално, значи ти телефон му забраниш, он ќе се ми се обеси. Не, он ќе земе ќе удара с глава од зад, нема да иде у школа, значи ти ако не му даеш никаков телефон. Мене ми се деси, не искача од дома без телефон. Мене ми се деси има, значи синче мој некој таму логички игре вежба, дешава се и сак он толку се привржа с телефон и мајка му жена ми га зима оден по телефон и он Да, одма фрустрација, одма на негативно. Ја гледам го викам, молим, па ти телефон више нема да видиш. Да. Таки горе и сега имав. 1 сат сабари, 1 сат навечер. Тоа да мора да ги лимитираш, па да ги ограничиш. Керкичка иде, еве да ги поздравам, не ги рекламирам, а да ги поздравам Брейка Лек од Скопје. Значи она веќе 2 години иде, тоа е малце и како модерни танци, ама како гимнастика. Браво. И веќе 2 години она има од 3,5 година на паша да иде таму. Браво. Наступи по Штип, по Струмицу свугде. Ама гледам да ги насочува те права. Ја на пример сам ишao 18 години у Игрорно, пионерски дом, и тоа е брат добар спорт. Да. Значи мене кога ми каже Игрорно, малте не ти е на ниво с фудбал.
Ти, брат, стоиш на прсти, играш 2,5 сата, ни траеше проба у Пионерски дом. Да. Маки, да га поздравам Маките. Да, значи Кој Маки? Маки Маријан Бошковски Маки. Мислам да Срма, да. мислам да знам, Да, легенда човек. С njega smo прошетале свогде, брат. Молдавија, Грузија, Кипар, Шпанија, цел свет. И не може да ги кажеш луѓе дека уствари покрај тоа што зачуваш традицију на свој државу, на свој народ и тој го презентираш у странство, ти уствари и физички си активен. Да. А сега не е, брат. Нема сега Не е така е. Сега све е изменето. Пробуемо да тој па све камуфлирамо да направиме па да биде се подобро, а оно се полоши иде, али мисло е кад моја страна, од моја гледна точка мислам ќе дојде време каде што луѓе ќе се посвети, ќе бидеме како запад, тоа што ќе се многу повеќе посветиме на здрава храна, здрав начин на живот, пошто ти од денешно време имаш повеќе дебели луѓе него нахранети. Тоа е ненормално дојде време. И затоа мислам дека може кој нас касни, увек не кастиме на 20-30 години, али ќе дојде време кога што нас и ми ќе станеме рано за да идеме у теретану и ќе работиме по две работи, ми денес ќе работиме, некој работи по две работи. Да, и таму ја вдека сам. Да. Ама вдека кој нас 60% си работи од 8 до 4 чао пријат. Ќе дојде комфортна зона. Да, још смо тај тук. Не малци родители се криви. Па да, ама сам да ти кажам, американци се погледни га запад малку не су нормално ако нив више две работи. Нив 99% луѓе си по две работи, су за да обстанем. И кога нас ќе дојде, тој само може да ќе закасни, али и покрај две работи ќе пробаш да најдеш. Пошто се мои клиенти американци и знам, вика стану 5 савалја да вежбам до 7, од 7 почнувам на работа и се враќам вечер. Ја вдека едну да не кажу демагогiju ќе разбiju или ќе покушам да го разоткрiju. Вика, знаеш што, они у странство зима пример, карикирам, месечно 5000 евра. Добро, 5000 евра, пишу и 5000 евра. Тамо колку работиш ти у странство? 16 сата. Па ти работи овдека 16 сата ќе ги имаш 5000 евра. Не мора 5000 евра. Не мора според наш стандард, значи ќе имаш за да свираш убаво. 5000 евра за тој стандард таму е окей, нормален живот. Како 2,5 овдека. Ти работи овдека 16 сата. Сваѓаш исто. Да, еве ти си работа, еве ја работа. Значи јас сам бијан на работу, па сам дошел место сега комфортна зона, не сега. Телевизор ќе легам, или ќе трчу, или ќе вежбам. Или еве ќе снимам, ќе работам. Еве правиме некој убаво работа за да си легаш и одмараш. Комотно само га. Ама тој не ги плаќа сметка на први. Не ги плаќа. Исто ти ако работиш и овдека 16 сата, ќе имаш пари за живот. Тамо ти треба пример 5000 евра за да тераш убав живот, овдека сигурно ќе спечелиш 2000 евра. Би само система може лоша да кажеме каде нас, во наша држава, а иначе ако гледаме ми по парично се доста луѓе ќе има и контраефект од ова. Не викам, не, тоа само искажувам мое мислење, али можеш овдека да успееш, можеш овдека да направиш бизнис, пошто денеска 21 век, денеска свет е достапно, социјални мрежи су ти толку достапни да буквално можеш TikTok да снимаш, на Kik да снимаш па ќе правиш пари. Само треба малку да имаш визија, треба да имаш идеја како да го направиш и сега тој што ми не сакаме да се мучиме, него сакаме некој да ни наредува, затоа идеме у странство, сваѓаш? Да, ама не, можеш овдека да бидеш самостален. Значи можеш овдека. Можеш, ама ми не сакаме да се мучиме, сакаме све да ни на готово, и тоа ти таму граѓевину работиш, сакаш све ти фати го мешалица земја, овој земја, не система кога нас малце лошо, ама тоа е нормално, тоа е прифаќамо. Ми смо и оште за жал и оште тај транзиција кога нас, ама надам се млад свет ќе успее. Гледам дека полека се трзам некои предрасуди националности, вере, такви работи, него другари се си другари, мада тој се деси у еден период од 2000 до 2015 негде се деси, куде што се делества по вере, по религија, по расе, затоа што ми еве, ама тој куде за Македонија. За Македонија и денеска се такво нешто. Ама малце е многу боле, али ќе биде још боле. Тоа исто како да споредиш на запад, црнци и белци. Да. Порано и они се колјали, се тепале меѓу себе, не се сакале. Сега заедно пије скачат. Брат, мислам дека више не се ни гледа. Тука на прво тој политичари. Затоа што у мој малку куде што ти е џангл доле, значи ми смо живеле македонци, албанци, бошњаци, роми, сви заедно. Да. И ми не смо се тепале. Ја на пример сам генерација последња куде што македонци и албанци у исту школу учима. Ми на екскурзију бесмо заедно. Да, ми ти било топ. Топ не е било. Абе ќе дојде кога нас време, ми со албанци и со роми сви ги се одружиме, ги си биде нормално како што живи сак на запад си. Значи бизнис е туја. Значи што ми још имаме оние предраседи, ово е само наши, само ваши, нема делење. Не, тој мислам дека више полака
не полека, него убаво исчезнуе, како што треба да исчезне. Се или си човек, или си не човек. Ти албанец ќе ти помогне, наш нема ти помогне, наш ќе ти помогне, он нема ти помогне. Знаеш, те што е лош, еве, земамо ги албанци, пошто имам многу другари албанци, поздрав до сви нима и колеги се. Значи, земамо ги албанци како наши другари. И тој што за нас како албанац е лош, тој и за нима лош. И тој што македонац за нас лош, тој е и за нима лош. И обратно, значи, колку путеви ми идемо на работа, на интервенција, дури, значи, ми лепе едемо заедно, живимо заедно. Ама тој еден период да дозволи се да се створи тај револт, тај набиеност, некоја негативна енергија, али сук има тие енергетски вампири. Увек има црна овца да смени енергија у простор, али гледамо да се елиминира и тоа е нормално, тоа е прифатиш само некој увек има. Видиш ти на надпревари, таму немате. Не, тоа никој не гледа, никој не замара си свој филм. Тој треба да се дојде кај нас. Стои тоа. Бивате или не те бива? Да, буквално. Па тој не те гледа. Доаѓаш на разговор на работа, бивате, не те бива. Проваѓаш ги квалификација, не ги проваѓаш, не интересира ти од кој национална си. Па знаеш у Македонија кој е најпознато CV? Јас сум Ујче Перо. Ујче Перо ме прати, здраво, ти си директор, да, Ујко Перо ме прати. Носи си ми, да, Ујко Перо. Ама мисли дека тој исчезнае, брат, полака. Па, идемо, што викам, идемо на каде запад, идемо, каснимо доста с години, сигурно. Да. Али идемо, сваѓаш, ми полака, не се брзамо. Не се брзамо, знаеш, треба да се створи една убава хармонија некоја држава. Види, ја го сакам многу држава. Не знам зашо. Не викам, не многу плюкав по њума и сето, не викам не. Увек си има и добри работи за наша држава. У свака држава има и добри и лоши. Ти не си биен во Америка за да знаеш само дали е добри и лоши. Ти гледаш одека само ги гледаш добри работи, никад не ги гледаш лоши. Док не отидеш да живееш. Исто ти е Германија, исто ти е куде и да отидеш. Значи, ја подржувам ги свак што останаја овдека, подржувам ги свак што се отишија. Не може свак да се снајде овдека, не може свак ни таму се снајде. Јас сум се снаšao овдека. Тоа не значи овдека кога сум ја на први империју, дека ја и у Германија или Америка ја отвору теретану ќе направу империју. Не мора да значи. Сваѓаш, можда да, ја имам предиспозиција, али тоа не мора да значи. Значи, едноставно, тој се све до човека и едноставно и колку си бориш, така да ти ако ту не се бориш, значи кам, ако кој каф ти искочи од цело село, ти убаво кажа, значи ти што е научен, не подценуваме радници да не се разбереме лошо. Ама ти што е научен по автоматизам да работи. И он таму ќе чека на готово да му кажеш, брат, ај земи го овој тефтерот, не сега таму. Не ме ти ќе прашаш дали треба да однесу нешто, што е овој, куде треба да отиде. Ако не се трудиш овдека, нема да имаш. Таму ако не се трудиш, исто нема да имаш. Само што кај нас контра, ми таму се трудимо, и се докажуваме, а овдека не се трудимо. Ја беше да го спомнам покојан Ферус, имавме едно турнеју пред неколку години, пред да почине, у Локарно бесмо. Значи, дешава се некој детско фестивалче како на площад куде нас. Да. И конфете, деца се радуе, знаменца, завршува манифестација, доваѓа конвенце, камионче, како чистоќу куде нас доваѓа. Деца с родители, метличка, кесе, собрава све, една брат конфетичка не остана. Тие исти кад дојде во Македонија, оде так од прозор. Пикаоц од прозор, од сендвич, бе, брат, дење. Не може да го смениме, наш, ми викам увек од држава криво. Нека ти народ си, брат. Свееш, држава, народ го прави држава. Зашто со свој пример не допринесеме од држава да појде малце напред? Да, ми го правиме држава, не го правиме народ. Мој бранш, ми гласамо за тие луѓе. Ја во мој бранш ги викам на колеги, луѓе, значи, ти не знаеш тој човек од тој страну на авто или од тој страну што е преживее. Да. Значи нема да ти е тешко да кажеш добар дан господине, изволте, извинете на не брат, значи свака час за исклучаци, пак ја кажа. Ама најглавен момент, ај дај документи. Полака малце. Ти прво не знаеш тој човек што се поминае. Или поминае на црвено, гледаш 4 жмигав, чекај полака, не реагира агресивно. Да. Можда има проблем, можда има болан у авто, полака малце. Значи не суди на книгата корица. Али гледам има промена и у колеги, значи свака час, значи поздрав за сви колеги, ама мислам дека поддржувајте
дека со личен пример треба да допринесеме како би требало да се гради овој Увек е општество. личен пример, само што кај нас е доста многу намален број на таков личен, на такви луѓе. Сведочија сум на многу екстензивна работа кој што мене ми е прво, знаеш, не за мене општо луѓе ми кога отидеме, не знам, Виена да отидеш, Германија, ти ако нема доле на земја, ни ти нема да фрлиш. Да. Свечи, тоа е никад нема да фрлиш. Ти дали, ако си у странство и таму да живееш, ти нема да фрлиш, тоа што нема. Ако еднаш што превише има и ајде они фрлеле, па ја да не фрлим. Знаеш, ми увек гледаме од други луѓе што прави. Комано вика, у туѓога патка поголема патка. Свак гледа нешто да на... Да. Ти си оставија тегови теретану на некој справо, Не, тако ја да ме ги нервира. враќам. И сега ја иду на друго справо и гледам дека ти си го ставија, ја да ги враќам. Или јас седам после тебе. Ти си го ставија, ја ка завршиш тој сериоп. Ја да ги враќам, по ти не си ги врати, па ја ќе ги враќам. Руки ли веќе ти се суши? Ама што има веќе, така се луѓе увек гледам од други, он не ги вратија ја. Место некад преземи акција. Може да не знаеш што му е на тоа човек. Тако. Мене ми се многу пати се дешавале да луѓе што ги знамо теретони увек се враќале тегови и се дешавало некад да остави тегови. Никад не знаеш човека што му ја зашо може да викам? забрави, може да има проблем дома со жена, може да истрчаја, може да забриеш спорт. На работу или било што некој проблем му не се може десира. да му одма судиш ти на njega. Сваѓаш? Не, ми смо такој одма. А он не ги врати, ја нема да ги вратам. И од тој почиња ланац. Па јас сам дошол, па вие двојца не ги вратили, Ја али може ги да кажа вратам. дека може да се пофало со ова, али нема везе. Да. Мислам тоа да сме едина теретана у Куманово што немамо нигде лишче ставено, негде околу. Дека треба да се врати тегови. Дека треба да се врати тегови. Нема, јас сам кажа дека тоа нигде нема сао, тоа што тоа и до јас тебе, сам брат. јас сум човек што треба да ти каже дека треба ти ако си го ставија, ја ќе ти кажа. Тој ти ако решиш да ставиш, ти личи нема да го видиш. Братче, нема да видео бим, врати ги тегови Жабе видео бим, пушти ти ако сакаш да прави кој нема да го гледа. Жабе ти. Не ги регистрирам се дизам тегови таму Да, се. ми сме решили например сме на концепт, викам, свак што нема да ги врати тегови, ми сме тие луѓе што работимо шанк, работимо со луѓе, таа е наша, ми сме тие што треба да го држиме чисто и што нима ќе упоменам. И мислам дека според мене најдобро е кога на човек му кажеш у очи, баци, свин то не, ти да му се дереш и нешто му се правиш, пошто бај кажам не знаеш, може и он прв пат ја теретана, разбирам дека тоа се основни правила. Нега знае у наводици куќа ред. Ама не го знае бонтон, ништо окей, нормално е, прифати дека не го знае свак. Така е. Сваѓаш, не е свак у твој бранш ако ти знаеш дека и он знае. Сваѓаш, ти идеш свин то не баци таква е така работа, знаеш, тикчина забрави си ги на справа, ако може да ги вратиш све на љубозно. 99,9% ситуација свак си ги вратија и никад после тоа не ја стави тега. Никад, ево нашата теретана еве година и полку постоимо, теретана, значи толку е пуна да буквално воопште нема тег да кажеш ни ти ја прато више дали некој стави тега, затоа што плюс на тоа сме додаделе од што сум сакаја да направам толку добро за теретано, да напри смо пешкири. Браво. Пешки напри смо свак клиент, односно свак члан на теретано, пошто ја пак ги кажу, ми ги служиме на тие, ја ги служам на тие луѓе. Браво. Сакам да ги дадо и свак члан на теретано има си пешкир кој што си ја користи у тек на справо, у тек на тренинг, дали ќе се брише, али обавезно на справа се да. користи, да, по завршување, фрли си у корпу, ми смо тие што, односно јас сум дошол ќе те перу, Тоа се некои новитети тоа кои сам што. кажа, ја ги служам на тие луѓе, јас сакам да ги дадам максимално пажба. Тачно сам знам што имам искуство 13 години сум, не фитнес тренер, 13 години вежбам, од кои 5 години. Тачно знаеш куде да погодиш И што ми фали, што ништо тој друго, док сум видел други теретане, никој не га сакаја тој да го веде, пошто е обавеза, не викам не, знаеш, сваѓаш, ама кога сум дошол и пажња е тој брат. Апсолутно. Тоа најмногу му ти покажеш, да, на Покажеш човекот. колку ти значи тие членови. Не е само колку пари е членот ток. Ај, терај. Take it or leave it, Соработку со други фитнес клубови, џимови, како и да е брат теретани имаш низ За Македонија? жал, како теретане се теретане збориш. Да. Па за жал немам. Да. Немам пошто ја Дали има Цел некој его, концепт- како на сите места има его, зашто он, зашто не јас? Немам и uvijek сум слободен за соработка, Да. значи сега најаво ми е само чекам видео кај ќе се објави, чекам сакам да правам за мушки парично награду нормално. Браво. За мушки дедлифт, пример одреден број на килажу, максимално број повторања, награден фонд пример 50 евро. Кој направи максимум парично повторање. За жени пример нешто хип траст, нешто па полако масо, исто да ги награду со тоа што ќе го нели направи максимално број на повторање. Ако пројде до здравје, ја наредно година кажу јавно видео, ја на площад го тој право. Имаш поддршка од нас и свакако ќе те поддржиме, значи за тој момент
и ми радуе што е такој. И би сакаја тој да биде увек да имамо склоп на како што се пример сви ресторани одржуваат, сви се кафиće дружи. Зашто е да не теретане? Зашто е ја решив да правам челендж тако ли, како теретана да правиме дедлифт, зашто да не се уклучите други теретани па да ми помогнете финансиски, ми да се испробираме сви. Значи на крај те направа за општина ти помага, на тебе ти ставиш медиумски ми порталски што може да се види од нас увек подржано. Да правиш све, ама некако мисля дека тој его некако внутрашни не дозволува да. да Свугде брат. Еви у нашу браншу исто има еден предлог да се обединиме стендапџije, хумористи, инфлуенсери, како и да е. Знаеш што е? Исто, не исто. Да, исто, ама не исто. И сега, глед, пазар има за сви. Значи, далеко од тој, увек има пазар за сви. Конкуренција е здрава работа и јас сакам да има конкуренција. Не сам ја најбољи што кажу и вицеви, што еве, што воду. Ја по конкуренција гледам како друг шебац. И ја исто, брат, како мотивација. Конкуренција мене, ја знаеш викам, прво мој како фитнес тренер, друго како теретанов, мене никој не може да биде конкуренција, нити ја може да бидам некој. Да. Зашто ја концепт, пример, мој како фитнес тренер и Джангл како профил, тој контент што го ја водам, тој не може нигде да го најдеш, нигде може да се кладу у барем у свет, ја не сам видеа. Да. Може нешто слично, приближно, али тој исти концепт да нема, и ја може да кажу тоа што не може да имам конкуренција. Знаеш, викам, многу теретани му кога си сте конкуренција. Ја не сум конкуренција за теретане, затоа што јас имам свој теретана кој што ми е сведено на друг концепт. Да, ми сви служиме на народ и си сакамо чланарина да се обновуваме и да има повеќе луѓе. Тоа е нормален дел, али мој концепт и мој маркетинг е сасвим нешто друго што не може да ми бидеш ти конкуренција. Исто е како фитнес. И затоа сам ја туј каде што сам, а тие други луѓе се таму каде што су. Сваѓаш, не дека јас се нешто истакнаа нима, едноставно не гледам поштена работа, частна работа. И мислам дека тој што си отворен, или open mind што викав, што размислуваш малце подруго од други, ти немаш потребу да трчиш не со клиенти, ајде, не со ни муштерија, пошто затоа што да се определиш обое еден вид спорт. Значи да се определиш ти немаш муштерија. Муштерија су може на пазар или било како овдека су ти ајде не кажу луѓе што сакав да се поддржив, да уложив у себе. Да. Немаш потребу да трчиш у наводници за борбу, нема затоа што свак гледа куде што е добро. Значи свак поштуе. Некои не знам да се изразу професионално, хемиски препарати, некои тие имаш некој линiju што е куде тебе утеретано еве некој зависи што подразбирamo по збор креатин, аминокиселини, тоа е јака хемија што ќе кажем. На времето е било стварно јака хемија тој. Значи ја искрено почнувам од себе, ти на времето кога кажеш некој взимаш креатин, тоа е било дека по брезниките паднев на игра. Шварценегер е више. Тој више друг, тој више е бодибилдер, тој више не е вежбач од теретано, знаеш, више одма га ставаш на друго. Кога каже зима хемија одма ти текнува на Шварценегера, Роки, нема врска, нема две чисти, сваѓаш иначе да, исто си имам и суплементација, исто голем поздрав и до мои спонзори Hardcore Shop. Поздрав и од нас. Да, каде што с нима соработува веќе добри 3,5 години, зборок ја како фитнес тренер и исто тоа го настави смо и мојот теретано да го продолжиме како амбасадор, да го рекламирам све тоа и како добро иде зборот суплементација, тоа што јас го и јавно рекламирам на мој профил, едуцирам ги луѓе што е креативен протеин. Да ги се разбие тај табу тема. Дека тоа е хемија, брат, страшна работа. Апсолутно, и све тоа сакам да го представам исто и да ги покажам луѓе дека односно разлика што они гледав овако, сега само малку овако да погледнав около тоа да кажеме наводници хемија. А дали има нештото истина дека така било страшно, а сега не е страшно или исто, само може да усоврши? Исто, само што разлика е така не си маја ти простор да најдеш да се изедуцираш. Сега имаш на ChatGPT да најдеш да се едуцираш, што те мирише убаво. Мирише нешто убаво. За да вафли се го донеле. Така е ли, браво. Поздрав до наши поддржувачи вафли. Ево, мој твое ремек дела. Браво. Сака час. Да. Сака час. Те не поштуев луѓе. Браво, што било. Да продолжиме, значи, дека тај хемија не уствари тој што га... Прво, не си маја ти секој ден прочиташ. Зашто сега ChatGPT пише одмах и ти каже све, зашто служи протеин, зашто служи креатин, дали е добар за тебе, дали не е добар.
малце. А порано не имал каков Google е било премија ти да. Стероиди тоа е боцкањето што вика, или тоа е сасвим некој друго ниво. Тоа е некој сасвим друго ниво, кој што тој сак некако пробува код нас још е рано, а да кажеме на запад тоа е више како добро утро, како добро утро, како е нашо креатин кој има тоа е добро утро. Пробува гледам дека се пробија малце тешко, не викам не, малку е проблем кој што ја не викам, немам да кажеме добро мислење за тој, ама немам ни лошо. Увек се уздржу за такви работи, пошто сами стероиди, да кажеме наши, су многу добри за тело, ама многу лоши. Зависи што сакаш, контекст како иде. Контекст што ти си, што сакаш да постигнеш. Сакаш да се спремаш ти за бодибилдер, сакаш да ризикуваш здравје, но тоа ти си жртва бодибилдер. Така ли, јас се спремам за надпор, јас сум жртва. Јас сум спремен да жртвую моје здравје, да зему све, сваѓаш односно да се одрекну од све, од фамилија, од здраво храна, све да се одрекнеш, нели, за да ги постигнеш тие резултати. Тоа сакам да кажам. А проблемот денешница каде што со начин на тој хемија да кажеме, да не ги викаме стероиди, е тоа што зимат многу на свој руку. На свој руку, неконтролирани дозе. Знаеш, викам ја, химија е исто штетна како и, не знам, да едеш некоju, ајде да кажем... Имам прост пример. И воду да препиеш, стомакот те боли. Како не? Ја типичен пример го викам, хемијата е исто како вода од цвеќе. Ти вода кога цвеќе се лие, така ли се, да кажем, потопуваш го с вода. Ако ти го претераш, односно твој нормално ќе си суши ништо. Да, ќе пожути или било. И ти ако претераш с дозу без разлики креатин да е така ли, што е да претераш с дозу, ти ќе имаш одма нуспојави. Све што нормални границе, нормални дози. Прави нуспојави. Да, нуспојави. Жално е што денешна генерација, поготово моја генерација, малку помали, малку посредно, многу низак тестостерон, кој што они увек тражи во изгора и дање што да завршиме работа, брзински тоа да го зголемиме процес на зголемување на тестостерон, а не се ни освести дека он ствари не живи здраво, под стресе, не се храни, свак викенд. Може и тоа што го запримам прекраска, извини што да прекинам муабет, од самото детство, неактивност, значи не функционира организам. Не се олади плачинка. Ти си ги изгледа после. Значи, че да сипемо јас што добро нашо од змијовачу, да. Може и тај неактивност, дали, еве, нормално дека ти како не фитнес тренер, ајде, кај или фитнес тренер не е битно, како еси фитнес тренер. Јас сум инструктор, али сум фитнес тренер. Многу луѓе ги мешам дека исто и фитнес тренер, инструктор. Инструктор некој што човек работи у теретану, не е фитнес тренер, само дојде да ти покаже вежба и си иде, он не е фитнес тренер. Фитнес тренер нешто многу поголемо, знаеш, од сам инструктор. Фитнес тренер, ти си му тренер на njega, ти си му психолог на njega. Ти медицину, ти му правци, имам курс завршено за медицина. Тој ми беше муабет, значи имам преку 12 сертификата. Така, значи ти имаш не е како што го кажувам и тој ми беше следење прашање. Ти имаш и те како чепна ту медицину длибоко. Тој може, дали од туј медицинско гледно тачко што ти имаш познавање у тој дел, може да доведеме што викаш ти тај неактивност, недоволно тестостерони, значи неразвиток доваѓа тај неактивност и нездрава исхрана, доведува до деца наредно после како ќе се развивав, да биде тако. Ја на пример имам сино што е 1,94 и вежба. Ама он не е теретану, тегови, па малте не некој кросфит. Значи само свак спорт е подобар. Да, само на згибови, на трчање, на склекови, со селеци, со такви работи. И е сак добар, окей. Меѓутоа, дали пак ќе кажу, деца треба малце од порани години да се усмерував, освен телефони, што кажеш ти играње ластика или такви работи. Тоа е мовер. Еве што ги имам од твој медицинско гледно тачко. Поздрав до клиентка кој што баш ми кажа муабет, се почнувам од понеделник, прв тренинг и вика дали може вика мој синче да вежба по теретану, вика 13 години има. Вика види јас сум пошла с 13 години. Па еве куде сум. Никад не знаеш на дете куде ќе го одведе. Значи мене ми се дешавала ситуација да ја држам смену у теретану, доаѓа ми татко с дете и викам може ли да му покажеш неколку вежбички у теретану, ништо не разбира. Ја го гледам дете викам ово дете викам стварно дебидул, саро ништо не разбира. Должно поштовање, катастрофа. Знаеш, гледат деца, денешна генерација кои се дебели, едноставно неактивни, спори, литави, нема cilj у живот никако. Значи 16-17 години нема никаков cilj. Само cilj да тоа игра. И викам нема проблем. Ја му покажувам некој 5-6-10 вежби, ќе му покажам, викам после продолжи сам. Важи
Ево ги денес иде веќе годину дана е активен кod нас, дете ова, кој се смени од кој? Да. И тој се менја мислејќи навика на живот. Само што сум ја двија мои 15 минута сум му покажаја на njega вежбе, дете се смени од корен. Дете почна процета, почна да размислува паметно, почна да иде по 5. Дали тој дозволува таа активност, навика движење, повише кислород у мозок, што вика подобар развој, подобар метаболизам за свежбање. Ама види, мешаш се у луѓе. Да. Мешаш се луѓе, не знаеш кој каков е човек, али ти се мешаш се с луѓе, разговараш и помагаш се. Значи ја тако сам биднаа фитнес тренер, јас сам биднаа фитнес тренер тек таламе од јутре. Ова данас ќе од јутре сам фитнес тренер, да. Да, значи константно се мешаш И се градиш цело време. Едуцираш се, помагаш се. Дете 3 пат почнува да неделја, се почна 4 пат, за 5 пат ме прошува. Може ли ја 5 пат иду? Знаеш, дете годину ден иде активно. И тоа сакам да кажам заклучок колку е битно да ти појдеш порано теретано. Никој не те тера ти да идеш тешко да се теретуеш. Па што имаше психа, ќе му се набие в коске, нема да расте. Ќе се смажеш, да. Има ли тоа истина нешто, брат? Не, види, по мојот гледно точку, моју праксу, не. Ти ако имаш генетика да бидеш врва 2 метра, ќе растеш, брат, колку сакаш, да. Значи ја на мој 13 години сам бие, може да кажам, 1,60 м, 1,70 м. 1,60 м, еве, 13 години, 14 години пуно како вежбам, јас сум 1,75 м. Значи тоа нема веза. Немаш, што, дали ако не вежбам, ќе се простаеш 5 сантима, нема врска. Мислам дека тоа е еден голем мит кој што сега луѓе сами направи. Што ќе му дараме стек по глава некој да се Притискај го да го сече, нема да растеш, нема да растеш. Да, нема врска. Брат, тој си зависи све, на пример, ја кога појдев прву годину беше, брат, срамота ме беше у школу да идам. Метари 49, брат. И имаше метари желба за растење. Имаше едно тетко работеше нешто, не знам, у државна болница, викам дај некој апчиња за растање, нешто овеле. Абе вика полека, ке си дојде ред, значи кога мене генетски си со високи, цела фамилија. Да. Ја викам нема шанс. Брат, 30 сантима за едно од полугодие, метари 49, дај метари 50. 1,80 м до крај на година, у прву годину средна школа. Значи тоа нема везе. И помага да се ти извишиш, има работа што помага кошарка, да. Одбојка, да, доста помагав. Јас кога сум се дишил, 9 години сум исто тренирал кошарку. Јас сум цел спорт. Одма кажа джангал некад ќе направи го и тој имаш здравје Боже. Ако дај Боже, знаеш, исто имаше, многу ми се еден момент, бош прочитав на Инстаграм, Малта направила за од 16 до 21 години бесплатно теретано за сите деца. Браво. Јакам, тој колку би било добро за кога Тој нели што покушава кога нас да ги прави по ние игралишта за раздвижување, умале, што тој, да, ама тој кога се каже, па ти пари што вложиш боле земи дај ги на деца 16 до 20. Како ваучери да иде футерета. Знаеш ли колку продуктивни деца ќе извадиш од тоа 16 до 19 до 21 години да ги дадеш бесплатно теретано, да да вежба константно, нормално до одреден буџет, сак ти не да кажеш 100 евра, или има теретање 100 евра, што ги е месечно, логично, али да ги дадеш одреден буџет на тие луѓе, ти знаеш ли колку има продуктивни деца да извадиме од Македонија, од наша држава, по и Куманово да кажем. Да, Куманово бие спортски град и секој ден пат освен Столе Димитриевски ми немамо нешто реално. Ама има секако имаше овие мечеви со Куманово што се натпреваруваше МЗТ, живна народ. Брат, ми сме живеле за кошарка, јас сам бил у Кумани, значи бубњар цел живот, значи бубњеви, пред 2 емисија с Бошка прави момент поздрав до болета, значи рентген снике мајка ми бубрези што си мала, брат, тој се вади и се прави бубен. Живеше се за утакмица, ево економско учеше, дерев се лупав и професорка нема да скачи. Дојде овие лудаци по тебе. Тоа беше момент. Ми сме живеле за утакмицу. Ми први направиме кореографија со свеќа, со што га прави со телефони, со 7000 свеќа. Нон-стоп имаше гужва, значи немаш каде да организираш. Тоа што викам, сакам да направам челендж, да го појде, здраве Боже, си биде значи ја народно го обовезно и сакам да тоа да биде традиција да ја свако лето, пример или не е битно пролет да ја организирам у Куманово настан. Можеш да рачунаш на нашу подршку. На нашу подршку можеш да рачунаш свакако, значи и ќе дојдеме и екипа, ќе доведеме добри кои што ќе ги испромовираме те настан, да рекажам месец дана унапред, да биде добро. Тој сакам значи малце да живне некако се све сконцентрира. Народ сака да гледа, никој неќе да преземе акцију, ама свак сака да гледа. Ај чекамо нека направи джангл, нека направи Бобишки бесплатно, значи нема какви карти, све бесплатно. Еве што доста ме мило, направи сме у спортска сала, све е супер, спортска сала блесна, супер. Карта е 100 денара, 200 денара.
Макс, тој ми се свиѓа мене. Не се Да. ги птале карта на 500 денара. Да. Свиѓаш па да има малку луѓе. Не, задржиш го цено исто. Тоа што дадеш ги на народ, свиѓаш. Можда малце ке помалце профитабилно. Меѓутоа пајде тие пари за одржавање на тој сал или било за што. тоа не Да. ги- Ама дај ги на народ нешто, значи, но малце Никад не сум био сало, не сум био последни 4-5 години. некако многу дојдемо брат на осудување, на све што се прави. Како претходно да се осудат Не на сме пропаст. захвални, некој не, знаеш, превише гледамо на социјални мрежи, поготово на TikTok све што се дешава, знаеш како да направиш, те типични нарочна генерација, како да направиш 5 до 10.000 евра месечно, гледаш на TikTok, и сега ти доаѓа татко ти иди да работиш оваму у фабрика, и он вика, за колку? За 600 евра? Дека пишува за 10.000 евра направи. И он, не дека тие 10.000 евра ќе ги направи, тоа се некои превари, 100%. 100%, брат. Да, некој Без превару труд нема плати ништо. што, да. Без труд Ако нема не си ништо. го заслужиш. Да. Нема Шуче, ако шанс. не го заслужиш, Нема джаба, да. шансе. И он си вика, ја да работам за 600 евра. Нема шанс. Ама и родители И се они тој дома криви. си седи и татко му дава пари за кафе. И па родители се тој криви. И родители. Пошто има Ама ситуација, и бе, социјални мрежи се Е, па, тие... има ситуација, брат, каде што вика, бе, сине, пак идеш да се мучиш за 30.000. Брат, ми разтовара смо на Тој да железничко. подржи го ти још. Ми на железничко разтовара смо гајбе с дали праски или било што од хладњачу у хладњачу. Да земемо 300 денара да идеме вечер у чарши. Мајка ми стечајка у Чик беше сенилите На се времето, растури да. на времето, татко ми полицаец една плата и сестра ми средњешколци и крај брат. Значи Добро, крај. еве што да кажа, јас сум сега да кажем и успешен фитнес тренер, и свој бизнис имам и све. Што да кажам, јас сум био келнер некад. Да. И работаја сум. И најубаво. Јас сум работај. Најубаво и тоа е било. Значи, келнер сам работај, тој сум, не сам јас живеа, јас сам преживеа, пошто сум бил во армијата период, е било стварно многу мала плата, сум земаја 19.000 моја плата е било, што не си имаја ништо за мене, мораја сам келнер да работам дополнително, за да имам нешто да чпна дополнително плюс. Па две работи. Не си Две био работи. мрзешлив. Две работи си имаја за чисто да имам за мене, Да. не да тргнам страна, како тргна на страна. Боже мој, да. Да имам за мене. Што сам ајде седу келнер работу на бензинско или куде да е у дискотеку и после продолжува една работа у школу, док сам бил у средња школа, јас сам работај келнер. Тако е. И јас сум поносен на тоа што сам бија и се куде сам. Никаде не се сраму тоа што сам дали граѓевина сум, но тоа јас сум поносен на себе. Брат, тоа ми треба да смо- ти биде Цили у живот. Брат, еве да ја приведеме према на куде крај, што би мај некој еве поруку или еве нешто да кажеш на млади да прво ја еве пред тебе ја ќе поручам да се угледав на тебе, не мора да си најуспешен, ама еве пак ќе кажем меракме зашто луѓе сами млади си почнаа сам, значи сам си изборија за овој место куде што си сега и ми е многу драго. и никој не ме поддржава тоа. Тој сака, Значи, тој ми е uz dužno најмилош. poštovanje, Никој не ме поддржава. Што би ги кажа на млади? Освен жена, позади. Да. Tego što se Задњи момент се извади. u 90 minuta 90 minuta gol mora. Еве, пошто емисија не ваква како што не е, још една кратка порука за млади. Ништо пошто само сакам да не да се огледате на мене, ама гледате да извлечете некој поука од мене и да бидете најдобра верзија од себе и да никад не се откажувате, да имате некој цил во живот, без цил не си човек ако немаш цил. Така е. Имаш цил, мал, голем, среден, имај цил. Ако немаш цил, ти немаш ништо во живот. Тоа е да гледате да имате цил, гледате да имате волју, желју, да имате да се потруди, да се увек трудиш. Увек има и успони падови, али гледа да се потрудиш затоа што јас сам некој што е бил депресију, јас сум некој што е падаја на дно, еве денес како јас сум. Така да мислам дека имајте пример, да кажам. Мако, фала брате, ще пуша беше мој гост на Фала ти Шанк. на тебе. А ви, драги наши гледачи, гледајте на Шанк и како беше Никола, саќа убаво чека да се спремува да се насмеи и да каже. Ќе почнеш од почеток. Значи, вие драги гледачи, Вие, драги гледачи, пишете во коментар кој сакате да биде нашиот Добро. Ајде, очека. А вие, драги гледачи, пишете у коментар кој сакате да биде следен нашен гост. Следен нашен гост. ајде мови. А ти? А вие, драги гледачи, напишете кој сакате да биде следен наш гост. И за И што сакаш? И за повеќе вакви видеа сабскрајб. и за повеќе вакви видеа. Ајде почеток, ајде. Брат, ја ще не било човек до 50 година да го не било та. Не ми да сконташ. А вие, драги гледачи, заследете на нашиот дете. Вие ме за следен, значи. А вие Се слушај, вие
Кажете му на Никола дека ме дупи цело време. Чекај, застани така, застани. А вие, драги гледачи, Никола дојди кажи што треба да направи луѓе. Напишете во коментар кој сакате да биде следен наш гостин и сабскрајб на овој канал за повеќе вакви видеа. Ете колку било ласно. Поздрав. Браво, браво.